Јас сум Димче Шопов, Димац, поранешен фудбалер на Борец од Велес. Јас сум роден Велес, 47 година, мало, кај Бричкова чешна. Во 1000 методи почнам да учам на школа и од тие мали нози што се вика сум почнал со тој фудбал, мерак на мало играње фудбал. Кога почнеме да играме, нема друга каде, шо, и у школа одеме доле у 1000 методи. Фрлај ташната, само фудбал не интересира. Друго ништо. Како деца на мало игравме со боси, со парталава топка. Тие се доживеа што никогаш не можеме да ги доживееме сега. Кои терените беа многу лоши, топките се надувуваат, тука не можеме да ги спуцам. Кога гледам сега овој терен, мислам дека сега ќе играм едно полувреме барем како што имам толку доволно кондиција, секој ден пешачам 10 км на ден, не се оставам и не се унадам тебе. Немаше телевизија тогаш. Фудбалот така ете, помало и ракомет почнав така едно време да играм у Кривино, тоа имаше добри ракометари, ко Гајдовско, тие, знаеш, Васков, тие другите што. Ракомет почнав да тренирам кога се одлучив на фудбалот, со Зебец, со фудбалот, да ме така одека. Почнавме фудбал да играм и кога после Димац, а имаше еден фудбалер, Димац играше за Борец, или за Победа беше тој, ја детиште бев, гледав. И на мало почнав да дриблам, почнав да играм вака, така, јас бев упорен, кога што знаеш, да сигурно знаеш, си ме гледал ако не повишен, ја бев таков. Од тога Димац ме завика и до ден денеска, Диме ако млечеше некој не озне, Димац кај седи, веднага наѓава. После дојдем овдека, Иван Дечев ваш не викна со Зебец, тоа беше работнички, тоа 55 години. И тога почнаме да тренираме. 62-63 година, овдека веднага ки Желинчар што се обликува и тога направија фузија 62-63 година. Квалификациите 64 година се во Кочани. После тоа ја чукнав на вратата на Борец и ко млад, најмлад, 18 години имав само со Кошот, со Германот, со Фајк, таа генерација тука, со Диме Белото. После отидов војска 66 година, 68 се вратив, 72 и 3 година дојде Маќо Тодорски. Така да многу долго се задржив во фудбалот. Може да имам неколку 600 превари во тимот на Борец. Ја и Зебец од еден ден сме заедно. И школски сме со него ние. Една година таму живее и он горе кај Левковци. Дечето не донесе, тога беше Качункови тренер и Гајда беа. За кратко време не пратија во Желенчар и таму тренира. Во Желенчар една година, 63 година беше тоа, после 63 година, 64 фузија беше направено. Пред тоа бевме Велешки подсојуз, Штипски подсојуз, Битолски подсојуз, во Битола се направивме. Така да имаше од Велешки регион, од Велес до Гевјелија. И отидоме таму, играме 62-63 година, не квалификации, него се одржаваше ко Штипски, Битолски подсојуз, Велешки подсојуз, тие подсојузи тоа беа тие, тој јак. И после дојда фузија направија Борец, работнички Желенчар се викаше Борец. 64 година влегува, тој не играв ја. 65 година почнав да играм за први тим на Борец со Кошот, со Германот, ја Герман Калфов играме, со Фајк, со Пушкаш и ред други да не ги набројувам сега кога. Љубовта во фудбалот играше и кај мене стариот. Беше цел ден на игралиште овдека на ваа страна со еден прв чадар, па имаше 200, 300, 500 души на тренинг. Кој ќе дојдам оттаму уше Димче што правиме, тепаме или денеска не тепаме. Ќе видиме, оттаму ваму се обликуваме ки Желинчарска. Тоа беше амбиент невиден со 500.000 навивачи. Велес имаше у цела Македонија највише навијачи. Сега дека и кај ќе идеме, кој ќе викне Борец, се слушаше на Вршник горе. Струга, одиме у Струга да играме, одиме у Кавадарци, гледаме никој, кој ќе видиме Борец. Сега дека у цела Македонија таква публика немаше. Кој овдека што беше, нидека немаше. Најмирен терен у Велес. Така да судиите им беше најлесно кога судеа во Велес. Може да биде вулгарна ако некој судија и овдека го чека. Судиите овдека беа ко дома да се навоѓаат. Тие судии беа остри судии, и Бошко Анđелевски, ти судија остро настрана се испаше. Кој ќе викнеше Борец и овдека имаше, аве на Вршник се судеше. Па кој ќе даде гол, тоа е чудо. Ја имам дадено гол со Пелистер од корна, 6-та минута. Зебец играше тога за Пелистер, против нас. Од тука 6-та минута гол. Публиката, што да ти кажам? Тоа е чудо. Вика и оттаму
Ево Димац иде, знаеш, ја полека устрамен, така се Јовче Бабунски беше баш со него заедно и работевме. Го испанак, кога вика публиката многу ме сакаат, викам и на тренинг. Ево го Димче, вика Димац. Ја испаѓам кошот. Димче, со напредак кичево игравме првата утакмица. Сега се сеќавам. Ја многу сеќавам, многу памтам кога играш, кога прашам. Спаѓам од тук. Уште почнам да испаѓам и аплауз. Млад фудбалер, 18 години прво ја Герман Халфови. Кошот, Димче, не се плаши. Многу ме сака, до ден денеска, кај се видиме со него. Најдобар на терен си вика, немаш да он вика. Нема јас што се фалам. Цела публика каже. Тогаш беше, што ти кажувам, испаѓаме од таму, од нагоре, војака, виришта вола. Виришта, до тука вола. Испаѓаме, пак од тока кој испаѓаме, не пововале свицеви, од 20 се симнуеле. Фудбалите тешки ко ово, така речено. Ти лоши терени, ептен претерано лоши терени беа. Меѓутоа, сепак сме издржале и сме давале многу добри партии во Велес. Немаше страни играчи само двајца бе. Ако имаше двајца странски играчи, мислам, отстрана. Друго, се беше наше. Како една генерација, што бевме ние. После тоа, 66-та година отидов војска. 68 се вратив, 69-та таа слика што ти кажи, таа година дојдов во најголема форма, овај кога тренирав, во најголема форма, публиката, аплаузи, тоа никогаш не може да го заборавам. И до ден денеска ме поштуваат, Димац, што правиш, вака го гледам, не ме познаш, познам ја, не може 6000 гледачи, како да ја познаш, важно, добиваш многу добри аплаузи. Тоа беше трениран Божич, 66-та година, 68-69-та, Баже Петров, Абу, тие генерациите, ја, Манасот, Јосе, Ќуринот. После тоа дојдова више од вториот тим, Перо, Любешко, Баже Петров, Шескоколот исто, грижа они за да влезат во екипа. Во таа екипа да влезеш, тоа е многу тешко. Меѓу мене, меѓу Манасот, меѓу Ќуринот, меѓу Јосе, таа одбранбени играчи, они беа, тој Любешко почна како крило да играе, ама после се врати на халф, Така почнем јас со ним почнав да играм, завршив со ним, тој ја заврши кариерата, а после, тоа е сликата што ќе ти кажа, тоа е опроштана утакмица, беше со Крушево, се опростив, отидов тој, текна, вика, се уште можам, гледам, за Металург отидов, ги внесов таму, донесов играчи, ја, Боте, Миров, Лазилиев, тие ги донес, играевме, па Борис спадна една година, па против ним игравме у Башенцево, Јосе капитен на Борец, ја на Металург и судиева баш се сеќавам кога ден денеска у Башенцево да игравме Шопов, што ќе правите? Ќе тепа, што ќе правиме? А на вие моите им викам, прво по време играме ко да ништо не е. Се знаеш цел народ дека како на кого ќе пушиш, напред кичево ќе влезеш ако не ако тебе. Прво по време ги не играме, што ти кажувам, цел Борец, ја вој тие се најпосле бидеме Јосе ми викаме, што правите вие? Ќе биде викаме. Второ по време играј 88 минута, Перо Любешко, да видите навака, оди ќе ви даде гол. 89-та имаше тоа шанса за гол, да тива и надам. Кога му сум спукал од таму, тргај навака, куме шо куме бе? А кому суме? Тргај навака бе, како, тргај. 90-та минута, Перо, вака му се врнам, Перо, тргај бе. 1-0, така завршиме и така. До ден денеска ти викам, се уште се движам и Перо и Любешко, кај да имам, ме прегрнуват, не знам, сколку сите не сакаат дека направам, немам сгрешено на ником, ни еден човек, до ден денеска со Перо и Любешко. Прегрнуи, со ним играв, многу генерации сменив и баги се задржав во Борец. Имаше жешки терени и тоа Тетово, Љуботен, Гостево, Маврово, тие беа сите жешки, па беа и Бригалница Штип, жешок терен, Неготино да не зборувам и Квадарци. Тие беа жешки терени, така да сме истерале пред многу години, ево што ви кажувам, 55 години има. Така да речам, грубо играње, грубо на противничките играчи. Јас сега сакам, не да се пофалам, него сега цела публика ме сакаше, бев любимец на публиката. Ја едино што не имам ударено човек и дома и настрана ми беше мене се исто. Кај дидам ме пречекуја како што тебе. Шопов за тебе вика свакати час, а другите кај се да дојдат? Не идат, оти удира.
еден дош, што да ти кажам, види шта. Од тука ми дојде една топка, гледам големо, 30 метра имаше. Од тука, таму топката клизна, гол. Со љуботен, играме. Со Јосе, правам дупли пас, ја прчувам, ја нема стоење, дупли пас, ми иде топка. Ја шутирам, не одам натре, у 16, кој ќе те пуши, бе? Ја деца ги гледам, 16, кој ќе те пуши да влезеш до тука, нема човек да испадне тука, не, како? Шут, гол горе лаголот, 1-0 водиме, у Тетово ти да водиш со љуботен. Леле, кога се жеште, 1-0 заврши, ми искрши. Ама ја мака немам, па, другие се исплашија. Толку по време пашуваме, ја мака немам, играм, и не зборувам ја, таков сум ја. Не викам што ќе рече некој што ќе и тој да ме опција, не, играм и само кога намрштено така. Дојде ли, па собери го, без фаун, без ништо, топката станувам, ја зимам, одам. Таков тип сум. А иначе, така, не сум, али така, и 1-0, леле, манацот оттаму трча, 1-0 да води. Второ полувреме, после 15 минута, што ти кажувам, гигата Боро. Тројца сосе топка, го искрши ја. Ја фанам, го искрши ја. Испадна повреден. Влегува джината. Викам, немој да се плашиш. Викам, млад, неискусен. Джината, тој голман беше добар. Игра, 78 минута. Сосе топка го пикна натре. Гол. Леле, сосе топка гол. 1-1. Дечето ни беше тренер. Таа отикам тие жешки тереници. И после кога заврши утакмицата, дојде Шуменковски, не знам дали се чул за него. Шуменковски игра, дојде кога играше у Бригаланци и он од тука дојде, каде е Шопов? И Або ми вика, дече ми, одите вика еден човек, он не го знае. Шопов, свакати час, еве ти рака и за играта и за гол. Шуменковски, пази, голем играч. Така да сите легенди, кај дидам сега у цела Македонија, ме знаат и ме поштуват. Во Струга играме еден дош. Истура! Боте играше од таас на десно крило. Боте Бзок. Му пуштам топката од центар навак. И го гледам ја, имав ја вид, преглед на топка, имав тоа од тука десно, диагонала горе. Од таа страна, лева страна, се сеќавам, бев ја, он од десно ме гледа, он пред тоа сме договорени. Топката ја имам ли ја? Ќе гледаш, мене ќе ме гледаш. Ме погледна, он брз беше така, топката му давам, натаму он центрира. Еден удар, гол. Тоа гол невиден. Дош Истура, каква погоди, спална, ја имав јак удар многу. Удар имав јак, имам ретки голови дани, запамтени. 1-0, тепа, тоа се пуштив тука, ну става водата, врз мене сите тука, Јабо беше тренер, имат дрес, каков дрес сменување, каков човек, 1-0 така завршиме и тоа влеговме. И у Кривогаштани играме со, тоа и бевме испаднати у Кривогаштани, ја Перо Илибешко, драматори, цареви бевме, другите се плашеа, бега. Кривогаштани играш, а тогаш за влегување бевме, 3-2, почна да поведаме 3-2, тој Петровски за победа играше. Он за Кривогаштани тога и тоа време играше. Кога му се пуши да се двиете, се степа и ја прекинала такмицата. Припреми, одевме у Крушево 10 дена. Имаше смеи, имаше дълги, имаше и Перо Илибешко беа со нас, Джината беше со нас, Боре Крстев беше со нас, тие помладите, и Панче, татко му со мене, почна да игра и он се држав само малку. На чум, да, и он почна со мене да игра. Боре не се лудише многу, него повеќе го зарокава Боре. Паќе се чукаме така, иначе другите немаше кој да се лути, кој да се надие. Нема Тапшија. Ето и Боре, Тапшија беше и он. Имаше и неколцина така, само не и памта сега. Имаме смеи, шали. Настрана не ме игра на освет, отидов во Бригаланица втора лига кога беше. Една недела и кочет таму беше резерва и аз се да подпишам и дава, само да се подпишам, тога беше Беара тренер. Само да се подпишам и додам на работа, жената работа, стан ми дава тоа време. Требаше да го заменам Чаршавски, не знам дали Чаршавски што играше, требаше него да го заменам, бев као офанзивен, напред-назад. Кај мене, што да ти кажам, да застанам ја? Тоа не може чудо е тоа, со глава, па ќе рипнам со глава у лед. Тоа публиката
Што да ти кажувам? Најце не бев у публиката што ме сакаше толку. Пригалница не се задржа, тоа е стариот. Немој таму, ваму, таму ти се испушиш работа, а работа ми бев у пекара. Ми вика тука Благој Христов баш беше тимче да земе шеф, немам школа. Абе како школа вика бе тоа, дај телефон да го фанеме тоа, не и у пекара останав така, пити, мити работа со тоа, и фудбал тренирав, најредовен тренинг бев, најголема кондиција имав. Па други тренери беа после тоа, влегува Перо Любешко, ја Перо Любешко, халфови, Перо напред играше на време Перо центрфор, после се врати халф, Любешко центрхалф, Јана леви халф, Сол леви би пошел, тога е Сол, се укупуваше од таа екипа, и Або ми вика, Диме, ти ќе идеш на халф, викам, нема грешка, и ја го покривам, знаеш кога ја исто бек играве, го покривам халф, ја точно не се плаши. Му викам, вама ќе стоиш, ако не стоиш, од тука ако те поминат готово, таму тоа значи, видиш, крилото да биде од аут линијата, оти отиде. И така, и со мене почна он да игра. До ден денеска ми признава, баш кај ми иди, ако не беше ти, немаше да играм. Иди, сега, да, строг, а и на работа, исто така, пити кога правиш, без строг. Тоа ќе постигнеш успех тука ако е. Ако не, и не. Кариерата заврши 78-79 година, тука не дека е. И тоа и овека баш на теренот оди и ми дадува поклон и се разделив некаде. И после 3 години отидов во Металург, која е една добра екипа, играме со Борец, они испадна со Регион, заедно играме и бевме изедначени, бидејќи половина екипа од тука се Борец. И што 3 години играм до 35 години, а можев да играм у Борец, со Гуше се навредивме. Мене да ме става да резерва, се смеат народот. Како резерва, рибарот сакаше рибарски тој да го стави тука, Гуше, викам не играм и не се соблекувам више. Заради тоа, иначе уште тие 3 години за Металург што отидов, у Борец имав и тоа како да играм уште. Кога што играв у Металург, тога беше тотовски тренер и у Металург кога отидов, он им беше неболичеше. Димат свакади час, 3-4 полицаи, Манасот, Любешко, на два на таа, испадам джипот брани за ним тој. Што да ти кажувам? За мене изгубена топка, тоа е само чудо. Шулинчевски не го фаќам затоа што бев во Металург, а знам кога беше. Тога беа наручок и ја бев со ним во Кипрезето. Шулинчевски не го фаќам. Другите тренери, тие во 62 година беше Буби Иванов, Драган Георгиевски, Гајда имаше доедено тука, Прела имаше доедено водека. Еден од него испадаме ние, ја, Зебец, тоа не може да го заборам никако, не пусти со работничко Скопје да играме, уште не беме испаднати, они тога испаднаа, више преди испаѓање беше Радовица Радојчев, не знам дали се чул. Дојде после 65 година, кога почнав ја да играм за први тим, дојде Циреков Божич, Мати Тодовски прво дојде, па Малинков, а со Малинков, со него игра фудбал, со таа, дедиште бев, тикам, кош бранеше тоа уште. Дедиште бев тој, со Малинков и Малинков, кога ме виде овој, Димац, каже, од кај го познаеш, вика, други управа на Борец, беа директор, како не ме знае, вика, го знам него, вика, што од дете, вика, ја играше со него. Затоа тикам, тешки терени беа. После дојде Тодовски пак, уште еднаш дојде, и со него ја завршив кариерата. Најдобар тренер, немам зборови за Тодовски. Он беше за победа тренер. Најдобрите тренери, Нашиов исто така, Баже Коцев, беше, Або исто беше кондиционен тренер. Иван Дече беше, тренер ни беше после пара Борец, која иначе он играш на Борец. Каде се видиме сега во Скопје, ти кажам, нема кој да не ја познае, еве и со Кочо Димитровски, со ним сум генерација, со ним сме и куќни пријатели. Па немам израчунато, ама од 62 година, ако рачунам, од 65 година, околу 12 години Борец, мислам се во Борец, така мисли че ни ќе дојде. Од 65 година. А иначе се бавам од 62 година во фудбалот активно. 15 години, да, точно е. 16 години, 18 години имав за први тим кој игра, 65 година. Најдобра генерација е Васил Голман беше гигата. Гигата не Любо, него брат му, Боро. Голман имаме Велес неверојатни. Ја, Манасот, Ќуринот, Јосе, Питичеви играше, Аце Телов играше, Диме Нацев на Маријан, он лево крило играше, ја десни халф играв од него, ќе му да пуштав топката горе, дијагонала од таму до таму. Сега идам на игралиште, се нервирам, топката десава 5 метра не ја испуцува. Тоа Димац ми вика, Димац, да влезеш ти, ако не играеш порано, ја трагам и вријам. Еве ти ме гледаш веднага, јас сум таму 10 км на денот, Любешко и Перов ме гледат секој ден, не гледаш како се спортски.
Ovdje maka nemam. I torovite na pazar, od pazar, pravo tamo. 74 godine тука најека ги живее. 73. Тоа е едино најека генерација. Сите беа добри генерации. За мојот син, јас бев најголемата причина, не причина, него успех што имаше. Дома сум му кажувал како да игра, како да он почна на леви да играе. Вака ќе очуваш, вака од таа страна, од оваа страна дома. Исто тоа ти го кажува тој, исто тоа вика. Он играше со, играше они со Перо Любешко почна да играе, а Любешко му беше после тренер него. Сум многу горд, сум пресреќен. Што добив наследник исто како мене. Миленик на публиката. Да не зборувам, кој човек, мирно дете, градско дете, приказката пред да дојде у Борец, може сега да ти кажам, он не сакаше да игра фудбал више војска кога отиде, он на 18 години отиде војска и он кога мене. Не сакаше да игра, не играм више фудбал, бе, чекај бе ти, како не играш, бе, како мора, не играм. Спевам војска, оди. Шо правам ја? Джигерот, беше у Југотутен тренер. Петре, кажи Димче, ќе го регистрираш тале, кај тебе. И кога ќе дојде, ќе те послуша, морам, таков е он. Дојде од војска, викам, регистрираш, како бе? Бе така, иначе он дете на Борец. Една година играше, шо да ти кажувам, Джигерот те доволен, презадоволен. Го зеде Металург, најдобар. Си го зеде веднага Борец, бидејќи дете на Борец е тоа. А влијаев ја многу. И третиот ќе почне сега и си му игре Маријан. Сме навијачи цело семејство за Хајдук. Слики имам горе дома, колку сакаш. Ние сме хајдуковци, Италија исто така, тоа време беше така, Хајдук, Партизан, Звезда, тие беа најјаките тимови што беа. Владимир Беара, ти реков, беше во Брегалница. Кога ме виде мене, јако го видов и му се представи веднага. Он тренираше, беше трениран на Брегалница. И му викам вака, тие играчи, Папец, Вукас, тие сите што ги знам, сите. После беа тие Мужинич, тие што беа. Вака ми гледа, јао, каже, Димче, ти си Хајдуковец, да, чист Хајдуковец и мој отец е Хајдуковец. Свака вам час. На Пољут немам отидено, на Стариов имам отидено. Бевме у Шибеник, Сплит, пекарски игри имаше, таму се држија. Со автобус, некој не сака, ќе го испуштеле ручокот, течефорица ние у Сплит, на Плинара. Тогаш беше Ивич тренер, а дава и телевизија, таму отидовме. Јао, каже, македонци овде, браво. И кога како, што? Навијач на Хајдук, јас сум. Свака час, кога сакате, тога дојдете. Сите спортови ги следам. Фудбал англиски, првонашиов, се дека пратам, сите ги пратам. Ракомет пратам, пинг-понг пратам. Сиот спортчето, ракомет пратам. Нема нешто што да не пратам. Целиот спорт. И на децава и викам ја, било како спорт, да тренирате, да играте, да не бидете у тоа телефоните, да не сакате, ако ќе видите, сега ми се иде, стварно ти кажувам, топка да има, ако не итачам, да глава да. Со внукот, Лани, Шужен Грилов, топка му давам, Васил Главинов, ова горе у агол, со пелш. Има сега топка за како, немам, не се предавам, се уште да ти кажам право, а ги имам 74 години. Легенда на Борец се чувствувам и тоа како се чувствувам. Не би сакал сам да се фалам. Меѓутоа народот го кажува. Сега ми се чини на вој терен, мислам дека кондиција за 15 минути ќе имам 1000%. Оти 10 км на ден одам тамо и ми гледаш како сум витков. Алкохол никако, 14 години, цигар, не сум запалил дете. Јас сум Димче Шопов, Димац, поранешен фудбалер на Борец од Велес.